Добро вечер, дами и господа. Ме радува што ве гледам вака во голем број. Добро дојдовте на уште едно предавање на Рускиот центар. Денес повторно со нас е доктор Емил Нијами. Тој денес ќе ни раскаже нешто повеќе на темата напад кон Вселената, прошетка низ звездениот град. Со оглед на тоа што изгубивме доста време да ги вклучиме сите заинтересирани за ова предавање, нема да губиме повеќе време, би сакал да му го препуштам зборот на доктор Нијами да ни каже нешто интересно на оваа тема. Повелете. Благодарам. Благодарам што повторно сте со нас, што повторно ви има во голем број. Денешната тема е поврзана со Звездиниот град. Тоа е едно место во близина на Москва, кое што јас за среќа имав можност два пати да го посетам. Прв пат во 1997 година на моето прво патување во Русија како студент, а потоа и во 2004 година при една официјална посета на Москва. Едно прекрасно место, недалеко од главниот град на Русија, во прекрасна шума, обрасната со танки, но високи стебла, се наоѓа Звездиниот град, тука во него се наоѓа и центарот за подготовка на космонаути, кој што го носи името на Јури Гагарин. Звездиниот град представува затворена административно-територијална структура која се наоѓа 25 километри североисточно од Москва. На 11 јануари 1960 година со директива на главната команда на военно-воздушните сили на СССР бил создаден првиот центар за подготовка на космонаути. Веќе на 7 мај истата година тој станува самостојна единица. Во советско време овој град го немало никаде на картите. Тој бил таен и маршрутата до него не била позната на јавноста. Што значи ниту бил означен некаков градски превоз за да се стигне таму, нити го имало точно за да може да се стигне со кола и така натаму. Не може точно да се даде одговор на прашањето кога му бил дадено називот Звезден, но така го нарекуваат сите, а и на патоказите што денес ги има е напишано неговото ова име. Сакам уште еднаш да потенцирам дека ќе зборувам од искуство на моите две посети во 1997 и 2004 година, со оглед на тоа што од 2004 година до денес многу нови нешта се направени, многу нови работи има во овој град, но сепак потенцирам дека тој останува затворен. Доколку се оди на екскурзија, може да се оди до центарот за тренинг на космонаути и околу него во малите алеи покрај споменикот на Гагарин и толку понатаму движењето е оневозможено. Уште на самиот влез во градот се гледаат знаци кои сведочат за тоа дека намештаните тука им е блиска темата за космичките летови. Куриозитетот тоа што во 90-тите години во услови на дефицит навистина беше тешко да се добија пропусница за ова место, зашто токму во овој град во продавниците имаше буквално се. Во денешно време дефицитот не постои, но се уште постои некаков построг режим за влез во овој град. Односот на мештаните од овој град кон Јури Гагарин како прв човек, значи кој полетал во космосот е навистина топол. Тоа и воопшто не е чудно. Најголем дел од жителите во овој град се космонаути, таму живеат нивните семејства, исто така има голем број научници и инженери. Во Звездиниот град јасно не се продаваат станови, таму стан не може да купи никој, освен тие што работат во центарот или имаат некаква врска со него. Токму затоа тука не може да се најдат и
нели одмаралишта и слични работи каде што би можеле луѓето да престојуваат. Овој град е вистински град. Во моментов брои, само да видам, 5317 жители. Градот е поделен на два дела, службен и стамбен дел. Нормално во службениот дел се работи, во стамбениот... Колку жители, извини, има во градот? 5317. Значи, поделена на стамбен и службен, во стамбениот дел има апсолутно се што му е неопходно на еден град: училишта, градинки, продавници, места за рекреација, апсолутно библиотека, се што е потребно во еден град се има, меѓутоа е нели затворено. Кога се наоѓаме на службениот територија на Звездиниот град, се гледаат сите учебни оддели во кои се подготвуваат космонаутите. Ова што сега го гледате, тоа е знамето на Звездиниот град. Нормално, повторно тема посветена на космонаутите. Сега предлагам да еве го како изгледа одозгора. И сега ви предлагам да погледнеме едно кратко видео за да видите како всушност изгледа одозгора од една птичја перспектива како изгледа овој град. Ете така, го видовте Звездиниот град од една птичја перспектива, видовте како во него има апсолутно се. Бидејќи времето не притиска, јас имам неколку видеа да ви покажам. Ќе преминам на следното. Значи, влегуваме во учебниот дел, односно во Центарот за подготовка на космонаути. И првото нешто што ќе го видиме, тоа е центрифуга. Ке кажете еден куп железо, не знаете за што служи, меѓутоа тоа е најцелокупната подготовка на еден космонаут. Во тоа време, кога почнал да работи центарот, значи, оваа центрифуга се врти 15 единици, значи на различни нивоа се врти. Тоа е, значи, 15 единици, тоа е, односно, тогаш луѓето ја чувствуваат силата која била 15 пати поголема од таа на земјината тежа.
потоа е намалена на 8 единици, сега веќе на 5, нормално, поради софистицираната опрема. За време на тренинзите во контролната соба се наоѓаат голем број и лекари и научници кои постојано ја следат состојбата на космонаутот во кабината. Космонаутот инаку многу интересно што цело време треба да го држи едно копче вклучено со цел да им даде на знаење на тие што вршат надзор дека е се во ред во нив, односно дека е во свесна состојба, затоа што многумина губат свест. Сега ќе погледнеме уште едно видео на еден космонаут како тој минува не оваа, туку една поедноставена и посовремена центрифуга со снимка во него. Забележете внимателно, забележете неговата реакција при вртењето и забележете го реакцијата на неговото тело. Нема да должам, одиме, еве погледнете. Во ред, значи, видовте, се надевам ја видовте и реакцијата целосна. Тоа е можно интересно. Постојат неколку снимки, меѓутоа ова е направено со специјална камера за да може да се види токму реакцијата. Одиме понатаму, следуваат, значи, по центрифугата, во овој учебен дел постојат кабините, се сместени кабините Сојуз ТМ и Сојуз ТМ-А, кои што не представуваат никакви макети, туку се вистински катедри, вистински вселенски бродови. Инаку, тука се космонаутите, идните космонаути, значи и сегашните идните, вежбат нивно однесување, вежбат однесување на меѓународната вселенска станица. Доколку прошетате вака низ нив, а тоа е можно, ќе видите некои работи кои што ќе ве потсетат малку на Стар Трек.
Навистина е многу интересно. И сега, еве како изгледа однадвор, но она што мене би ме фасцинирало е да ви покажам како вежбаат космонаутите без тежинска состојба токму на овие места, односно како тие увежбуваат, како да се однесуваат на меѓународната вселенска станица. Сите вежби што ќе ги видите, видеото е 2-3 минути, не се никакви будалаштини што ги прават космонаутите во слободно време, туку се нешта кои представуваат реална вежба. Внимавајте што вежбат. Инаку, целата безтежинска состојба што се одвива во самиот брод трае само 20 секунди. Еве сега, бидејќи тие се нели без скафандери, без одела. Еве сега погледнете го и ова видео.
Значи, видовме како вежбаат космонаутите и идните космонаути, повежбуваат се што е потребно за престој во космосот, како и на меѓународната вселенска станица и во самите бродови. Не знам дали знаете, но интересно е да се каже, например, дека додека се наоѓаат во космосот, членовите на екипажот не јадат седнати на маса, туку висат. Нели, а нивната храна се наоѓа во пластични кутии што буквално личат на некаква детска играчка. Следното нешто кое што е многу интересно е така наречениот базен, односно хидролабораторијата. Ова е навистина интересен дел, мене ми остави огромен впечаток, зашто посетителите на Звездиниот град тука на ова место може да ги видат космонавтите во акција доколку имаат среќа. Јас кога бев во 97-та година имав среќа да ги видам како тие работат, тренираат таму. Станува збор за огромна метална топка, исполната со вода, во која космонавтите вежбаат работа на отворено под притисок, што е можна важно за нивната кондиција во Вселената. На топката се наоѓаат и многобројни тркалезни прозорчиња, низ кои посетителите може да се видат што се случува внатре, но секако тоа можат да бидат внимателни, никако не смеат да им падне на ум, дури ќе ви кажат да не мафтате, да не чукате по прозорчињата, затоа што со тоа ги деконцентрирате космонавтите кои вежбаат. Како видео, сакам да ви пуштам еден прилог, иако е на руски јазик, дел од вас ќе го разберат, кој што е снимен од Роскосмос за еден студент космонаут на кој што ова му е ќе му биде прв пат вежба во хидролабораторијата, и тоа навистина представува многу тежок тест, бидејќи е последниот од низата тестови пред официјално да стане космонаут. Погледнете, се надевам дека ќе разберете, иако е на руски, немав можност да ставам титул на видеото. Вентиляция есть? Так, по росту у нас подгонка. В паху не давит, на подножках не висит. Ясно. Так, как у нас руки туда, спину к ранцу, руки вперед. Кандидат в космонавты Андрей Бабкин примеряет скафандр для выхода в открытый космос впервые. Его напарник Сергей Прокопьев в этой гидролаборатории тоже новичок. Здесь, как в реальном выходе в открытый космос, главное – подогнать скафандр по размеру. Сергей, ну как часто оцениваешь руки и перчатки? Лучше первый, да, размер? Давай тогда поднимаем давление. Тяжелые орланы поднимают краном и погружают в воду. С внешним миром космонавты связаны лишь вот этим фалом жизнеобеспечения. Внутри, как в небольшом космическом корабле. Правда, не хватает. Перефиксируй его. Первые шаги в безвоздушный мир. И первое знакомство со станцией делают специальные гидролаборатории Центра подготовки космонавтов. 5000 кубометров пресной воды. На дне 15-метрового бассейна точная копия сегмента МКС. С одной стороны помогают водолазы, с другой стороны здесь же гидросреда, она от вакуума отличается, и гидросреда накладывает тоже свои определенные условия. Есть такое понятие, как присоединенная масса воды, то есть фактически он перемещает не только себя под водой, он еще какой-то объем воды перед собой перемещает. А в вакууме этого нету. Андрей, к работе готов? Да, страховочный фал рефлексируем, камеру там... Как и при выходе в открытый космос, в бассейн погружаются только парами. Перемещаются по внешней стороне станции, цепляясь карабинами или же при помощи вот такой стрелы. Только она позволяет уверенно добраться до необходимой точки МКС. Перемещение параллельное. Проходим достаточно высоко. Опускаю ниже.
Все как у альпинистов на жесткой страховке. Золотое правило 2 точек. Сцепление с корпусом 2 карабинами, либо карабином и рукой. Фиксация должна быть обязательной, потому что вернуться за счет силы рук нельзя. Сколько ни маши в космосе, толку не будет. Поэтому основное правило – это фиксация. И вот сейчас оно дается нам с трудом, вот, чтобы все было грамотно, правильно, на нужных расстояниях, на разных поручнях, с правилом 2 точек. Этот водный скафандр – тот же «Орлан». Для выхода в открытый космос только тяжелее. Чтобы полностью создать эффект невесомости, надо правильно обезвеситься, достигнуть так называемой нулевой плавучести. Здесь космонавтам помогают водолазы. В космосе придется рассчитывать только на себя. Внимание, первый оператор стоп-работа, нештатная ситуация. Первый оператор не работоспособен, второй его транспортирует до шлюзового отсека. Отрабатывается нештатная ситуация. Сергея Прокопьева необходимо доставить до шлюза и буквально втащить внутрь станции. Вначале Андрею Бабкину надо забраться самому, плечом вперед головой. При движении вперед ногами в космосе запрещено. Конструкция скафандра, она такова, что он не может посмотреть в разные стороны. Его обзор ограничен исключительно остеклением шлема скафандра. И то, что вот он не может, вот как я, посмотреть вниз, там, назад, он может посмотреть только перед собой. И видеть, что у него находится под ногами, он не может. Если будет заходить внутрь ногами, он может просто застрять. Подобная ситуация однажды была в реальном космосе, когда поврежденная перчатка американского астронавта угрожала разгерметизацией всего скафандра. Российским космонавтам за все время обслуживания космических объектов не приходилось переносить неработоспособного напарника. Однако случись такое в реальном выходе, у этого экипажа проблем не возникнет. Добро, се надевам дека ви беше јасно за што станува збор. Значи, тоа е таа хидролабораторија во која што вежбаат значи космонаутите со скафандар, со целосна опрема и таму има сегмент од Меѓународната вселенска станица. Привршуваме така патот води надвор кон еден прекрасен и мирен парк кој може, значи кога ќе излезете од целата од целото училиште, значи кога ќе го видите, значи повторно се враќате на земја и секако тука директно можете да поидете до споменикот на Јури Гагарин и да си ги средите впечатоците од ова кратко патување низ космосот. За половина час успеав толку да ви раскажам. Се надевам дека ви беше интересно и доколку имате некакви прашања, можете слободно да поставите или да напишете или да кренете рака да му кажете на Дарко ќе ве приклучи. Дарко, тука сме? Тука сме. Никола има прашање. Повелете, Да. Никола. Да, дали тоа како летаа космонаутите, дали е тоа вистина или само некаква анимација? Не е анимација, значи во, како се вика, во бродот, во делот за вежбање, се прави посебна, значи средина и затоа се само 20 секунди, во која што се добива приближно истата ситуација што ја има во отворениот космос. Може едно прашање? Да, А дали може девојчиња да идат таму? секако, апсолутно нема никаков проблем. И да вежбаат, може? Па ако сакаат да станат космонаути, знаете, кај нас, ако детето каже јас сакам да бидам космонаут, е многу чудно ќе го погледнат, затоа што кај нас во земјава нема шанси да стане некој космонаут, меѓутоа јас сум забележал кај многу руски деца тоа постои и родителите нормално ги поддржуваат затоа што постојат вселенски програми.
Други прашања дали имаме? Да, имам јас. Да, повелете. Да, здраво Емил. Ќе те замолам за накратко дали имаш некакви инфо за која е процедурата за тоа школување таму кај ни во Русија за космонаути? Апсолутно немам информација како е, тоа сепак треба, значи се оди, не знам ни дали примаат странски студенти, навистина не знам. Инаку знам дека на тоа место вежбаат различни космонаути. Јас кога бев првиот пат имаше американци и руси кои што вежбаа заедно. Дали има друго прашање? Јас имам едно прашање, ме интересира околу храната на космонаутите. Тоа кога реков веројатно дека јадат со главата надолу. Можда е интересно тоа прашање за храната на космонаутите. Русија порано била единствената земја која што произведувала храна за космонаути. И до ден денес постојано има научни истражувања за тоа како да се подготви храна. Храната во космосот мора да биде, значи, многу мала по обем. Јас кога бев и двата пати се чудев за тоа што имаше едни тубички мали на кои што пишуваше пица, туба мала на кој што пишува борш и така натаму. Интересно е дека велат дека вкусот за храна се минува во космосот. Не знам, така не велат некои. Или имам уште едно прашање од Филип. Како може да се добие дозвола за посета на делот што е достапен за јавноста? Се добива, значи, се организираат екскурзии посебни во туристичките агенции и таму се добива, значи, дозвола. Во принцип можам да ви кажам дека е бајајќи скапо, меѓутоа ако се подели таму на 20 души, може да се добие една пристојна цена. Бајајќи скапо е, инаку во поново време има таму и сувенирница во која што се продава се, па ако имате дури едно до 13.000 евра, можете да си купите и вистински скафандар, доколку сакате за дома. Имам јас прашање. Да. Сакав да прашам, ме интересира дали тренингот се одвива само во Москва или имате и дополни тренинг центри што се одвиваат во Бајконур? Тоа ми е едното прашање. И исто сакам да дополнам и за учесниците. Има еден многу интересен филм Проксимат, тие што не го знаат нека го погледат, тоа е многу интересен драма филм кој што ова сите тренинзи што ги прикажа, баш се прикажа во тој филм. И почнувајќи од патот како се станува некој космонаут. Се станува збор за една жена која сака да стане космонаутка и многу интересно што го покажува физичкиот товар, освен физичкиот, но и психолошкиот товар, бидејќи она е мајка и тоа време што го посветува за космосот го трпи поредките односи со нејзината ќерка, така да тие што го гледа баш го препорачувам, многу интересен филм. Ви благодарам. Значи Бајконур таму нема, значи школа за обука, односно тренинг центар, има во Јакутија уште еден тренинг центар солиден кој што е, бидејќи тие се навистина треба да бидат посебно опремени, така што не е многу често. Дали можете некој прашање? Уште една минута имаме. Тина има едно прашање. Вака, не сум заинтересирана, за мене постова за хранова што го кажавте, но сакам да прашам, пред неколку години го запознав унгарскиот космонаут Бертелан Фаркаш. Изборев со некој во Русија тренирал и ми рече дека за да си космонаут мора да си совршено здрав. Дали има повеќе космонаут или може би има и по некоја космонаутка што е заинтересирана да види? Жени има. Како е сооднос ме интересира? Значи, жени има, соодносот не го знам, жени има, како што знаете, Валентина Терешкова, која што има 84 години, првата жена што полетала во космосот, секако дека има жени, значи не е исклучиво машка професија. Мислам дека ни остана уште 30 секунди само. Јас ќе ви се заблагодарам многу за вечерашното одвоено време. Дарко, повели? Ви благодарам и јас.